Врз основа на она што се случуваше во Словенија и овие растркани напори што се случуваат, совет би ви дала да ги искористите тоа што доцните и да планирате национално. Добро би било кога би имал еден информативен портал. Името може да биде ова што ви го давам, тоа е типично за сите други европски земји на Европската унија. И вам ќе ви биде потребна една национална инфраструктура. Значи, тоа обично значи универзитетите да имаат своји институционални складишта на документи, се да биде компатибилно и се разбира компатибилно на и тоа ќе која е на линија на она што се е воспоставено во Европската комисија. Искуството покажува дека и студентите и истражувачите кога треба да ги депонираат, да ги имаат проблеми, се грижат за авторските права, не знаат како тоа да го направат. Истражувачките библиотекари од академските библиотеки и специјализираните библиотеки се многу блиску до овие теми, ја разбираат научната комуникација, но ќе треба да научат уште нешто, но не е тоа премногу тешко. И ова за да може ова да биде оперативно, вам ми се потребни мандати, како може мандатите да бидат исполнени доколку ги немаат овие складишта каде што може да ги депонираат трудовите. Значи, последното е зачувување и управување. Морате да бидете за ова свесни уште на почетокот. Постојано управување со она што се јавува во тие складишта на трудови и можност за постојана читливост на трудовите што се наоѓаат во овие складишта. И пред да направите план, вие треба да направите една анализа која е вашето научно-истражувачко окружување и на национално ниво. И мислам дека, ако е мојата информација точно, имате два јавни универзитета. Не е важно, например, универзитетите, се оние кои што произведуваат истражувачки трудови, колку треба да се види колку произведуваат годишно и да се види дали е добро корисно да се имаат повеќе вакви складишта на трудови со помал капацитет или пак поголем. Јас сакав Словенија да има едно вакво складиште на трудови, но не бевме успешни по промовирањето на оваа идеја. Но вие треба прво да проверите колку вакви трудови ќе бидат на ниво да може да бидат складирани во овие складишта, па да одлучите дали ќе имате едно главно на национално ниво или пак да имате три реве, например, регионални. Ова е нешто кој што ќе може да ви биде корисно. Препораката на комисијата е како еден вид Библија. Се она што земјата треба, таму е содржано се она што треба да го има земјата, што се однесува до отворен пристап и до зачувување на научните информации. Насоките на УНЕСКО се исто така многу корисни, какви се различните видови на отворени пристапи и на крајот на документот се даваат различни примероци на политики на ова поле. Во Данска, например, тие се поорганизирана нација колку што сме ние, тие воспоставиле национална група и тие ги подготвиле овие препораки и конечниот документ е многу корисен. И Ирина секогаш стои на располагање да помогне на сите што сакаат во регионот.